Струмичкиот Црвен крст меѓу најдобрите во земјава во придонесот на услугите за асистенција на лица со попречености и нега на стари лица во домашни услови. Во моментот овие услуги ги користат околу 160 луѓе, а заинтересираноста за нив секојдневно расте, информира ВД раководителот Лупчо Јанков. Крст има голем диапазон на активности, значи имаме и традиционални активности, имаме проекти, имаме и повремени активности. Прво ќе кажам дека во моментот најнови како услуги ни се овие услугите за лична асистенција и нега во домашни услови, кои што ги работиме последните 4-5 години, и тоа ни се во развојната програма, би рекол. Во моментот двете услуги ги користат меѓу околу 150-160 корисници, значи имаме. Струмица е, ако не број 1 во Македонија, меѓу првите во Македонија кои што имаат стварно навистина голем допринос во развојот на овие услуги. Асистент може да биде секој кој е здравствено и физички способен, но најмногу од се потребно е да има силна волја и вистинска желба за да му помогне некому. Исто како и физичката помош, на лицата од обете категории потребна им е и емотивна поддршка, поради емоционалните состојби на осаменост и изолираност, кои се честа појава во ваквите случаи. Тоа не е лесна работа, да работиш со лица со посебни потреби, и не е лесна работа да бидеш негувател на стари лица, па и под одредени услови, ако тие стари лица се инвалиди или било како, значи не е лесна работа. Тоа сепак треба да го носиш во душата, како што велиме ние народно, да бидеш навистина еден хуман човек, за да можеш таа обврска да ја работиш. Лица со посебни потреби, лица стари, осамени, се зборува за стари осамени лица, кои што нема кој за жал да им помогне, освен, би рекол, најблиските комшии, бидејќи нивните роднини во моментот не се тука. И за лична асистенција на лица со попреченост, каде што основната услуга е социализација на самите лица. Значи, за овие лица со попреченост, честопати се судруваат со проблемот на затвореност, на осаменост, затворени во самото семејство, така да основната цел, емоционална помош, тоа е основата, но понатаму се развиваат и другите, како се зголемуваат личните контакти, како лицата, значи личниот асистент и корисникот се запознаваат, така се развиваат и нивните контакти и нивните услуги, така да кажам. 80 работни часови на месец е максималниот број на часови кои асистентите и негувателите треба да ги имат остварено, а паричниот надомест го добиваат од Министерството за труд и социјална политика. Лупчо вели дека некои од нив дури и го надминуваат тој број, поради тоа што се грижат за повеќе од едно лице. Овие услуги се достапни за граѓаните веќе 5 години и интересот за нив од ден на ден станува се поголем.